тргнавме во една теренска акција која што ја именувавме како важно е. Од сите нас зависат промените. Цениме дека состојбата ваква каква што е во Македонија не е добра. Македонија гледаме како се движи во погрешна насока. Ѓубриње да скапи, препарати да скапи. Треба да има стратегија некоја за жито, за пченица, за јачмен, да има гарантирана цена треба да има. Виспите кога ни прават договор, не захтеваат препаратот да го земеме оттек. И може сте запознаени, може не, ни доаѓа многу скапо. Ние треба да купиме сега овој период нафта, ѓубре, да посееме, па да имаме за друга година жетва. Нафта не е од 60 до 110. А житото како? Никако. И тоа не вреди. На секоја картичка има име, презиме, чип од Мак Петров, клико, писмо, процедура. Луѓето ги малтретираат да се ги подигаат. Нека се покачи субвенцијата и завршена работа. Плюс тоа, кога стасуваат картичките, не се за сите. Имаме дупли проблеми. Зошто за мене нема, зошто за овој има? Имаме и друг проблем. Еве субвенциите ни ги намалија од 2800 на 1400 и да се види и тој проблем и како полесно би, пример, ако би имало земја да можеме да земеме некој. Цениме дека предолго време тапкаме или уназадуваме и предолго време се зборува невистина и предолго време луѓето се манипулирани. За да функционираат институциите се потребни реформи. Имаме план, но за да ги спроведеме тие реформи ни требаат пратеници. Колку повеќе пратеници, мнозинство јас би сакал, толку полесно ќе ги спроведеме тие реформи. Со новата влада на ВМРО ДПМН ќе има голема поддршка во многу инфраструктурни проекти општината Велес. Ние планираме да реалоцираме некаде околу 250 милиони евра од централниот буџет кон општините. Од тие средства за еден 4-годишен мандат овде во општина Велес ќе бидат реалоцирани помеѓу 24 и 26 милиони евра, помеѓу 6 и 6,5 милиони евра годишно, што цениме дека е навистина важно. Проектите веќе ги детерминиравме, ги определивме и како идна влада ВМРО ДПМН има намера да се посвети во работата и во испораката кон општините. Од владата кон општините. Се разбира, тука се и политиките, пред се за земјоделците,